Благодарам. Дами и господа, почитувани пријатели, почитувани присутни, денеска е 8 септември. Денес ја прославуваме 24 годишнината од формирањето на независна, суверена и слободна Република Македонија. Тоа достигнување, чија кулминација беше со изгласувањето на референдумот на 8 септември 1991 година, беше завршница на формирање на сопствена држава, по многу години борба на генерации и генерации наши предци, огромен број положени жртви, уништени животи, затварања и малтретирања. Формирањето сопствена држава не одеше ни лесно, ни брзо. Одеше чекор по чекор, борејќи се и начекувајќи и искористувајќи одредени историски моменти и историски шанси за реализација на наредниот чекор. Она што беше сврзно ткиво, она што како нишка провеува низ вековите во сиот изминат период, и кога народот што живееше на овие простори беше под комунистичкиот режим, под фашистичката окупација, под српска или бугарска власт, под Отоманската империја, под Византиската и Римската империја, или пак преходно, беше зборот Македонија. Некогаш бил империја, некогаш географски поим, некогаш историски поим, некогаш регион, некогаш провинција, некогаш под тоа име, а некогаш наметнато привремено друго име, некогаш гласно, некогаш тивко, некогаш тајно, некогаш забрането, некогаш дозволено, некогаш јавно, некогаш признаени, некогаш непризнаени, некогаш со посилни, некогаш со послаби чувства. Но овде, на оваа почва, еден збор, зборот Македонија, е нешто што се наоѓа во секој век, ако се раскопа низ археологијата, книгите, записите, белешките, мемуарите, делата на патеписците, монетите, архивите, хроничарите или било која друга историска анализа. Како што кажав, во одреден период овој поим под притисок на разни поробувачи бледнее, некогаш се зајакнува, но обстанува, не умира, не се заборува или отуѓува. Блескавиот пробив на империјата која во антиката го носи името Македонија останува синоним со кој се поврзуваат или некогаш и идентификуваат луѓето кои живеат на овој простор низ вековите. Тој збор, тој поим, таа историска и географска одредница во 19. век во процесот на формирање на нациите како поим во Европа, почнува да станува сврзно ткиво, јадро на формирање на свест за нација, а потоа и држава. Се разбира, покрај историскиот и географски збор Македонија, останатите сврзни ткива се јазикот, културата и обичаите. Тој стремеж за слобода и независност добива на интензитет кон крајот на 19. век, најправин со неколку позабележителни востанија како Кресненското и Разловечкото и формирањето на интелектуални кружоци, а најмногу и најенергично со формирањето на Македонската револуционерна организација МРО, која неколку пати го менувала името, но во колективната меморија на народот останува запаметена како ВМРО, која активно се бори за слобода, автономија и независност во едно тешко време, зад кое има близу 500 години владење на Отоманската империја. Колку и да не ја постигнала крајната цел во тоа време, оваа над 40 годишна активност е јасен сигнал кој е кој на овој простор. Сигнал не само до владеачката империја и подоснежното кралство, која ја завзема територијата по Балканските војни, туку и до цела Европа и до светот, кои внимателно ги следеле случувањата на овој простор
преку своите конзули и дипломати, за што сведочат и огромниот број не само на архивски материјали, туку и пишувања низ непознатите весници во светот од крајот на 19-тиот до првата половина на 20-тиот век. Тогаш, од зборот Македонија почнува освен историско и географско да добива и едно друго значење. Започнува создавањето на нацијата. Тога се никулците на создавањето на нацијата и свеста за потребата за долготрена, организирана борба за слобода и државност. Се разбира, тоа не се случило преку ноќ. Тоа било еден долг процес на премрежија и преиспитување, на дворешни влијанија и притисоци, грешки и пропусти, предавства и разочарувања, но процесот не запел. Иако со одредено задоснување зад повеќето европски нации и држави, таа национална свест и борбата за автономија, слобода и независност добиле силно на интензитет токму во тој период. Тоа е периодот кога луѓето кои живеат на овој простор, независно на одредени контраверзии, поделби и несогласувања помеѓу нив, даваат јасно до знание дека кој и да владее на оваа почва, треба да знае дека ќе има отпор, континуирана борба, жртви, нереди и нема да има мир се додека македонскиот народ не ја оствари посекуваната цел. Се разбира, на овој простор и во овие активности не биле вклучени само оние кои се идентификувале како македонци, туку и припадници на други нации и народи кои живееле на истиот простор, а кои се идентификувале со поимот Македонија. Борбата за слобода е заеднички плод на залагањата на сите нив, на македонците, но и на сите кои заеднички со македонците во различни етапи, повеќе или помалку, се бореле за таа слобода и независност на Македонија, како албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците, христијаните, муслиманите, евреите, атеистите, сите. Таа борба продолжува и подоцна во Втората светска војна и дополнително добива на интензитет. Во редовите на таа борба, која ја предводела комунистичката партија, се вклучиле сите. Дел од нив биле идеолошки припадници или подржувачи на комунистичката партија и идеологија, но огромен дел не биле, но верувале и почувствувале дека тоа е историската шанса. Тоа е историскиот момент за остварување на конечната цел, за извојување на слобода и за создавање на своја држава. Еден од клучните сигнали кон сите припадници борци е фактот што комунистичката партија на интернационално ниво уште во самите зачетоци донела одлука да се признаат малите народи и нации и да им се признае државноста, меѓу кои и на Македонија и на македонскиот народ. Тие документи се усвоени во 20-тите години, најпрви на меѓународно ниво, а подосна и на ниво на комунистичката партија на Југославија, уште пред стапувањето на Јосип Броз Тито за нејзин генерален секретар, и останале непоменети до крајот на Втората светска војна, пошто и се реализирале. Тогаш, имајќи го во предвид даденото ветување од пред војната, имајќи ја во предвид антифашистичката борба и жртви, имајќи го во предвид деценискиот отпор и борба на македонскиот народ и другите народи на овој простор, водени главно од ВМРО, и имајќи во предвид дека после таква крвава војна и борба за слобода на Македонија, неисполнувањето на даденото ветување ќе значи понатамошни крвопролевања и континуирани проблеми. Имајќи ги во предвид потребите на тогашниот водач на комунистичката партија на Југославија за баланс во државата со формирање на повеќе федерални републики, наместо со помалку и некои од нив да се предоминантни поголеми на републики, се создава историскиот момент кога се добива државноста, но само во рамките на Југославија. Следуваат 45 години на тежок и брутален режим и на континуиран отпор на народот за целосна независност, кој преку разни етикетирања, затворања и ликвидации се потиснува или прикажува на поинаков начин во тоа време. И сето тоа трае до следната историска шанса, која доаѓа со падот на комунизмот во сите земји во Европа,
па и во Југославија, и со распаѓањето на Југословенската федерација. Тоа е повторно историски момент, историска шанса, која правилно се искористува за конечно создавање на слободна, суверена и независна Република Македонија, заокружено преку активностите на политичките партии и парламентот и запечатен со референдумот токму на овој ден, на 8 септември 1991 година. Генерацијата која извојува независноста и самостојноста заслужува благодарност од сите следни генерации. Таа генерација во вирот на новите времиња и под татнежот на неприликите кои се случуваа во соседството, успеа да донесе правилни одлуки и покрај сите парцијални слабости и недоречености на тие одлуки, сепак ние оддаваме должна почит на таа генерација. И таа генерација ќе остане запаметена во македонската историографија. Од тука, на овој ден, треба да ги спомнеме имињата на луѓето кои во 1991 ризикуваа и успееја. На Киро Глигоров и Љупчо Ѓорѓиевски како председател и подпредседател на Македонија, Стојан Андов како председател на парламентот, Никола Клюсев како премиер на владата, подпредседателите и министрите во таа влада, од кој еден од нив, министерот за внатрешни работи Јордан Мјалков, обавувајќи ја својата високоризична задача во тој период, го загуби и неговиот живот. Понатаму, сите пратеници во парламентот во тоа време, како и политичките партии кои партиципираа во парламентот, меѓу кои најбројна беше ВМРО ДПМН, втора најбројна СДСМ, партијата ПДП, Социјалистичката партија на Македонија, Либералната партија, како и другите политички партии кои имаа своји представници во парламентот. Но пред се и над сите нив е народот. Неговата решителност и неговата одлучност да ризикува и да гласа за тоа што и тој и неговите предци со генерации посакувале и се бореле. Слободна, суверена и независна Република Македонија. Тоа беа денови на неизвестност, на опасности од нови окупации и војни. Денови кога секојдневно се шпекулираше дека може да бидеме нападнати и окупирани, а политичките предводници ликвидирани. Имајќи во обзир какви војни беснееа низ поранешната Југословенска федерација, шпекулациите не беа неосновани. Но македонците, албанците, турците, ромите, србите, бошњаците, власите и останатите одлучно излегоа на референдумот и гласаа, и за тоа треба да им се честита. 8 септември е историски момент за Македонија. Триумф на борбата и жртвите на сите преходни генерации, но и триумф на нашата генерација. Јас лично бев студент во тоа време, само што бев наполнил 21 година и откако гласав во текот на денот, вечерта бев во толпата народ на поштадот Македонија, каде го очекувавме објавувањето на резултатите од референдумот. Точно памтам на кој дел од поштадот стоев и сликата од таа возбудлива вечер. Ја помнам како да била вчера. Од кога се соопштија резултатите и се слушна еуфоричната радост, памтам дека прокоментирав: направивме своја држава. Да, почитувани присутни, свој на своето. Од 8 септември 1991 година сме свој на своето. Од тогаш па наваму, главниот предизвик е како подобро да се уреди животот и функционирањето на нашата држава во рамките на демократските принципи и како побрзо во секој поглед да ги достигнеме стандардите на заедниците во кои се стремиме — Европската Унија и НАТО. Поминавме низ многу предизвици и премрежи, но сите теории дека Македонија е превремена држава паднаа во вода. Македонија, со сите проблеми со кои се соочуваше, одеше напред, некогаш побрзо, некогаш побавно,
но темелите се засврстуваа, а куќата се надградуваше. Имавме успони и падови, залети и кризи, успеси и неуспеси, остварени и неостварени соништа. Но државата се градеше и се движеше напред. Не секогаш исто и со посекуваната динамика, но зад нас се 24 години континуирана надградба на она што се оствари на 8 септември 1991 година. Денешниот голем предизвик на Македонија, откако веќе ја доби независноста, е членството во Европската Унија и НАТО и надминувањето на проблемот кој го постави Грција, а поврзан со нашето име и идентитет. Очигледно и за ова ни треба долга борба, овој пат политичка и историски момент. Веќе 24 години нашиот сосед не оспорува. Во еден период не имаше поставено и ембарго со затворање на границата во време кога Обединетите нации наложија затворање на северната граница. Издржавме многу предизвици на овој план, вклучувајќи ја и успешната битка пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг пред 4 години. Веќе 7 години е блокиран нашиот влез во НАТО и 6 години се блокирани преговорите за влез во Европската Унија. Многу негативни работи ќе беа избегнати и многу побрзо ќе се движеше развојот и напредокот на државата, ако тоа не се случеше или ако не беше дозволено да се случи од сојузниците во овие организации. Другите членки на НАТО и Европската Унија, особено најмокните, треба да стават крај на оваа неправда, што ни се случува и на оваа наша голгота. Ако не за друго, заради своите принципи, за почитување на меѓународното право. Го разбирам и го почитувам принципот на солидарност, но кога земјата на која и се дава солидарноста е во право и се додека нема одлука на меѓународен суд. Ние бевме и сме подготвени за разговор и компромис по ова прашање. Но тој компромис не може да ги подкопа темелите на кои се создаваше и се градеше оваа држава. Се надевам дека нашиот јужен сосед наскоро ќе излезе од внатрешните проблеми кои неколку години го дефокусираа од ова прашање и ќе отвори одлучен и искрен разговор за конечно негово затварање. Во меѓувреме, членството во НАТО и во Европската Унија остануваат на врвот на нашите приоритети и попатно ќе продолжиме со реформите кои се во склад со принципите и вредностите во овие две организации. Економијата, инвестициите, новите работни места се вториот наш најголем предизвик заедно со членството во Европската Унија и НАТО. Фактот што деновиве Меѓународниот монетарен фонд објави дека сме во групата на 5 најмалку задолжени земји во Европа, ги потврди досегашните наши тврдења. Одговорното однесување на овој план треба да продолжи. Чекорот кој владата неодамна го направи со намалување на казните на фирмите и нивно нивелирање според економската моќ и бројот на вработени во фирмите е чекор кој внесува поголема правичност во санкционирањето на престапите и е плод на одличната комуникација меѓу владата и приватниот сектор. Големиот број инвестиции во последните години, дури и во времење на светски и европски кризи, ни помогнаа значително да ја намалиме невработеноста, иако истата и понатаму останува голем предизвик. Значајно подобрената бизнис клима во земјата ќе продолжи да се надградува. Големи компании од различни држави во светот ќе продолжат да доаѓаат и да отвараат нови работни места. Но и домашните фирми ќе креираат нови работни места и поголем извоз. Извозот во 2014-та во однос на 2006-та е речиси дуплиран и радува што една третина од тоа припаѓа на зголемувањето на извозот на домашните фирми. Пред само 2 недели во Штип почна со работа фабриката на германскиот Technical Textile, која ќе вработи 1000 лица. Наскоро со работа започнува германскиот гигант Маккарт кај Велес, кој ќе вработи 600 лица. А американскиот бренд Key Safety Systems во октомври ќе се всели во нивната ново изградена фабрика кај Кичево, каде предвидува 1000 вработувања. Со работа, веќе утре, на 9 септември,
Ќе стартува и новата фабрика на италијанскиот Диатек во Скопската зона и ќе ангажира нови 250 луѓе. Привршуваме со договарањата на нова фабрика на глобална американска компанија која неодамна ја најавив, а која е со седиште во Америка и планира капацитет во Струмица и отворање на околу 1500 нови работни места. А свој влез неодамна објави и американскиот Леар со околу 3000 лица во Тетово. Амфенол во Кочани континуирано вработува и со ново најавените дивизии во зоната Виница-Кочани се очекува да достигне до 2500 вработени. Гентер во Прилеп ќе ја почне изградбата на својата фабрика следниот месец во октомври, каде предвидува 2000 вработувања. Технокозе ќе ја заврши втората фабрика во зоната во Скопје за 20 на дена од денес и ќе почне со новите вработувања. А Ейполенд во Ресен треба да го заврши и отвори својот капацитет во Ресен, каде постепено ќе се вработат околу 200 лица. Министерот Бил Павлевски ми извести дека работи со една мултинационална компанија од прехранбената индустрија, која е на пат да рестартира неколку пропаднати капацитети од прехранбената индустрија и да вработи неколку стотици лица. Министерот Висар Фида е во финиш на разговорите со една швајцарска софтверска компанија која ќе започне со 80 IT инженери, а со друга швајцарска компанија го договара терминот за почеток на градба на нивната фабрика за соларни панели во Скопје. Виктор Мизо е во финош на разговорите со една американска компанија од автомобилската индустрија, која треба да започне активности од почетокот на 2016-та во Скопската зона со план да вработи над 500 луѓе, а најдоснав следниот месец австријскиот Техспорт треба да почне со работа во Виница, во нивната нова фабрика, каде ќе се вработат над 200 лица. Христијан Делев ми информираше дека отварањето на Капком во Скопје ќе се случи некаде кон крајот на октомври, а во втората половина на октомври очекуваме уште еден влез, овој пат на познат регионален бренд од прехранбената индустрија. Другите членови на тимот исто така се во активни финализирања на договори со повеќе познати компании, што се заедно говори дека ќе следуваат поголем број нови компании и илјадници нови работни места. И не случајно, во најновиот извештај Меѓународниот монетарен фонд предвидува 30.000 нови работни места од странските директни инвестиции во Република Македонија. Во врска со актуелните внатреполитички случувања, договорот на 2 јуни, како и протоколот од 15 јули, мора целосно и дословно да се спроведат и да завршат со парламентарни избори на 24 април 2016, после кои никој нема да може да има алиби и да не ги признава изборите. Доста е на Македонија од бојкоти и од политичари кои немаат доблест да излезат пред нивната партија и пред народот и да признаат пораз. Реформите кои ги договоривме, мораме да ги завршиме навреме и квалитетно. Државата со нив треба да се придвижи напред и да воведе повисоки стандарди во различни области. Договорот за избор на специјален јавен обвинител треба да се реализира онака како што е договорено. Како е договорено и како е подпишано, така треба да се реализира, без додавање или одземање. Тој обвинител треба да биде автономен и да има доволен број на стручни и технички соработници, истражители и целокупната потребна логистика од човечки ресурси, средства за покривање на трошоците и техничка логистика, во смисла на канцеларии, возила и слично. Тој не смее да биде на никаков начин попречуван во неговата работа, ниту пак под внатрешни или надворешни влијанија. Треба честно да се изработи својата работа и да донесе непристрасни одлуки. Го поздравувам враќањето на опозицијата во парламентот и ги подсетувам дека освен права, како опозиција имаат и одговорност пред народот. Тие се платени од народот, совесно, одговорно и честно да ја обавуваат својата функција како опозиција во парламентот. Така треба и да действуваат, ако сакаат да имаат надеж да ја освојат поддршката од мнозинството граѓани во државата. Почитувани пријатели, екстерното тестирање во училиштата се воведе откако во државата повеќе од една деценија и пол бевме сведоци на необјективно оценување,
кај огромен број наставници и ученици. Причините за тоа се многобројни, но коренот е во атмосферата која ја изгради транзицијата, рушењето на основните морални вредности и појавата на новопечени богаташи, кои преку ног се збогатија и недоволно посветеното време кон своите деца. Сака и почнаа да го заменуваат со притисоци кон наставниците, да им пишуваат највисоки оцени на нивните деца, независно какво е нивното знаење. Со тоа, постигнуваа краткорочен ефект на услуга кон нивните деца, покажувајќи им мок и наводна грижа, а од друга страна, несовесно создаваа паразити од нивните деца, луѓе со лоши животни навики, пред се за добивање нешто без заслуга, туку по нечесен и заобиколен пат, и непријатности ни целиот нивен живот заради недоволно стекнатото знаење. Не е трагедија ако некој дете има некоја четворка, тројка, двојка, па и единица некогаш, ако тоа е израз на реалноста и реално вложениот труд. Пониската оценка треба да е аларм за родителите да се посветат повеќе на детето во правец да му помогнат или на некој начин да го поттикнат повеќе да научи, а не аларм да бркаат врски и да вршат притисок на наставниците за да добијат незаслужени оценки. Пред некој ден случајно разговарав со еден мој пријател кој средното училиште го има завршено во Франција. Вели, завршив основно во клас во Македонија во кој од 30 ученици 25 бевме со сите петки. Кога отидов во средно училиште во Франција, не растурија од континуирано тестирање. Бев шокиран од континуираните тестирања. Потоа на факултет полагал и државен испит во Франција. Но кога завршил и почнал да оди на интервјуа за работа во познати мултинационални компании, тестирањата веќе му биле рутина и лесно ги поминувал. А тука кај нас, ми вели тој, се креваат протести и демонстрации за еднаш годишно тестирање на знаењето со цел да се врати времето на реалното оценување. Јас знам дека екстерното тестирање не е совршено и може да се подобрува. И ние во изминатите години го подобрувавме, а и сега работиме на нови подобрувања. Но најмногу разочарува што политичките партии, опозицијата, сака и од оваа тешка борба за помош на новите генерации да станат поуспешни и посрекни во животот. Сака соменување на некои да станат посрекни во животот со менување на некои наследени лоши навики. Со повеќе учење и пред се знаење. Сакаат да исполитизираат и сето ова да го користат во политичко-партиски цели. Многу е опасно кога учениците и родителите неодговорно ги гледаш како бројка на гласачи, на кои треба да им се угоди за да гласаат за тебе, дури и кога правиш чекори со кои на долг рок им одмагаш, им правиш штета. А тие во моментот не се свесни за тоа. Ако и ние се вклучиме во таа битка и почнеме да се надпреваруваме, која партија ќе овозможи полесно земање на диплома и оценки без знаење? Каде ќе оди државата? За каков напредок ќе зборуваме? И за каков квалитет во образованието и знаењето? Апелирам, основните вредности да не се предмет на политичко подкосурување и на собирање на ситни политички поени. Основните вредности се столбот на општеството. Не смееме да ги рушиме. Знаењето е едно од основните вредности. Стегнатата оценка со знаење, а не по заобиколен пат, е една од основните вредности. Загрижувачки е отпорот на дел од народот кон знаењето и учењето. Мощен загрижувачки. Особено оној на дел од родителите. Формирањето на партиски пленуми, охрабрувањето на учениците наместо да учат, да протестираат против проверката на знаењето, ќе бидам отворен, е катастрофа за општеството. Или да ја земеме за сличен пример математиката, која сакавме да биде задолжителна на матурскиот испит, барем кај оние кои се запишале во математичка гимназија. И тоа не напредна математика, туку основна математика. Огромен отпор за нешто што е во прв план во сите напредни земји во Европа и во светот. И веднаш подршка од опозицијата преку нивниот партиски пленум. Да го поставиме отворено прашањето. Зошто во безмалку цела Европа
Математиката е задолжителна на маturski испит, а во Македонија не смее да биде. Зошто никаде опозицијата ова не го користи како алатка за политичка битка? Зошто во ниту една друга држава нема протести против математиката на маturski испит? Зошто нешто што е нормално во другите држави, кај нас не е нормално? Зошто некој мисли дека владата сака со тоа лошо да им направи на матурантите? И зошто би им правила лошо воопшто? Зошто владата би се изложувала на политички ризик, ако не е научно докажано дека математиката ги развива центрите за логика и рационално размислување кај секој млад човек и е предуслов за успешност во најголемиот број струки кои во иднина може да ги одбере матурантот? Зошто гледаме да поминеме полесно за нешто што подосна во животот ќе не направи неконкурентни и цел живот ќе минуваме многу потешко? И пак ќе прашам, зошто? Заради дневна политика некој го поддржува тоа. Со иднината на нашите деца правиме дневна политика. Ете, го одложивме и тоа со математиката и Законот за високо образование за септември 2016. Ајде да видиме колку заради тоа некој ќе гласа на изборите за опозицијата. На денот, кога е формирана државата, треба да си го поставиме прашањето: каде одиме како народ, како нација, како граѓани, општество, колектив, индивидуи? Дали некој верува големите индивидуални и колективни успеси ќе доаѓаат по заобиколен пат и без конкурентни со знаење и креативност индивидуалци? По кој знае кој пат ќе повторам, ние немаме избор. Ние сме мала земја во развој, без излез на море, без наоѓалишта на нафта или природен газ, без преголеми количини на рудни богатства. Не сме ни географски доволно големи или многубройни, па заради тоа да имаме големи пријатели. Во меѓународната политика големите пријателства почиваат на големи интереси. Кои големи интереси ги има некој од една педа земја како Република Македонија? Ние немаме избор, освен да одиме напред со знаење, со учење, со развој на собствените мозоци, на креативноста, со иновации, со развој на предприемачкиот дух, со вложување во себе. А како? Како ако сакаме високи оценки без знаење и ако градиме култура за поддршка на тоа? Како ако бегаме од основниот двигател на повеќето науки, математиката? Како ако се плашиме од тестирањето на нашето знаење во време во кое тестирањето е главна алатка на секаде ни светот? Кој надпревар ќе го водиме ние? И нормално потоа ќе следуваат фрустрации дека другите ни се криви за се. Не, за нашиот индивидуален па и колективен успех одговорноста е наша. Колку ќе вложиме во себе, толку и ќе добиеме за себе. Се додека опозицијата планира на власт да дојде преку поддршка на незнаењето, ќе имаме проблем. Ве молам, тргнете ги раците од децата и од младите. Приказната со ЕУ и НАТО е прекрасна, ама без знаење, без учење и во таа ЕУ ќе бидеме секогаш на опашката, на дното, најслаби, во потробот. Секогаш други ќе управуваат со нашите животи и планови. Ајде да свртиме нова страница, да градиме силни, познаење и креативност индивидуи, па за 20 години да видите што е силна држава. Да не ги лаши некој луѓето дека Европската Унија ќе ги реши сите наши проблеми. Европската Унија ни треба. Таа е голема шанса. Но за тие кои имаат развиен капацитет и знаење да искористат, за другите многу малку ќе им смени. Се зависи од нас. Времињата се менуваат, но во секое време знаењето е константа која носи успех. Еве, например, во февруари годинава стапи на сила новиот закон за администрација, кој за секој еден кој сака да се вработи во администрација во иднина предвидува одредено ниво на познавање на англиски јазик, кое се докажува со меѓународна диплома, која не може да се стекне никако поинаку освен со учење и знаење.
И за секој еден кој ќе сака да се вработи во администрацијата, ќе следуваат неколку тестирања на знаењето, на психолошкиот профил и на интегритетот и слично. Тестирањето е обмислено на начин што без знаење нема никаква шанса да се избори пласман во врвот на ранг листата. Повеќе нема да биде од помош ни припадноста на етничките заедници, затоа што и кандидатите од различни етнички заедници ќе се тестираат и рангираат на ист начин, секој во својата група на етнички заедници. Да, ќе се примаат потребниот број на македонци, или албанци, или турци, роми, власи, бошњаци, ама ќе се вработат оние кои ќе имаат најдобри резултати на тестирањата на знаењето. А тестирањата во живо ќе се пренесуваат на интернет, на веб страната на институцијата. Освоените бодови, освен на компјутерот пред кандидатот, истовремено ќе се појават на голем семафор во просторијата, од каде се гледа во живо преку интернет, преку преносот на веб страната. На секој кандидат софтверот ќе му распредели различни прашања, од преходно објавен голем базен на прашања. Не постои шанса за успех по заобиколен пат. Знаењето ќе биде единствен критериум. Почитувани присутни, како што неодамна кажав, демографијата, наталитетот и фертилитетот остануваат во врвот на нашите најголеми предизвици. Во изминатите недели излегоа многу статистички информации кои покажаат две работи. Прво, владините мерки од последните години, од 2008 па наваму, даваат видливи резултати и трудот и напорите се исплатеа, иако многу скептици не веруваа во тоа. Трето дете во семејство веќе не е вистинска реткост, туку е се почесто и полека станува, но сигурно станува хит, станува мода, станува нормално се повеќе. Ако пред 7 години тоа беше вистинска реткост, веќе нема улица или влез во зграда, каде нема барем по еден или повеќе случаи на семејство со 3 или повеќе деца. Бројот на третородени деца во 2008 е 2677 трети деца во семејство во таа година. Додека во 2014 е 3715 трети деца во семејство, што е раст што представува раст од безмалку 40%. Тоа се цели 1038 повеќе семејства само во текот на една година кои се одлучиле да имаат трето дете, споредено со 2008. Во 2008 се родиле вкупно 20.945 деца во Македонија, а во 2014 23.674 деца, што е плюс 720 деца и пораст од 3,2%. Второ, но бидејќи ова прашање не се третирало од поранешните влади на време, например 10, 15 или 20 години пред ние да се зафатиме со ова прашање во 2008. Сега во наредната деценија ќе се соочиме со ниска фертилна база. Тоа значи, ако значително помал број на жени во доба кога може да рода деца, споредено со пред 20 или 30 или повеќе години. Преку илустриран пример ќе објаснам. Ако некогаш во еден период во некое место имало 100 жени во доба кога може да рода деца, сега има 60 или 70 такви жени. Дури ако сите раѓаат по 3 деца, што е се уште невозможно, пак бројот на население нема да расте или нема да расте значително. Но барем ќе се создаде, односно ќе се врати културата на повеќе детни семејства и ќе се запре деценискиот пат на наталитетот. Годинава, за прв пат во прво деление се запишаа над 1000 повеќе првачња од колку минатата година. Тоа со децении не се случило на овој простор. Се надевам така и ќе продолжи. Дами и господа, за сега добро се справуваме со проблемот на транзитните илегални емигранти. Но овој проблем е темпирана бомба, која човек не знае кога ќе експлодира. Зависи од многу фактори, кои воопшто не се поврзани со нас. Тргнувајќи од политичките, безбедносните и економските состојби во земјите од каде тие доаѓаат,
преку одлуките на владите во регионот и најмногу од одлуките на најмокните европски држави во врска со справувањето со оваа појава, која неодамна ја нареков нова голема преселба на народите. Овие кои сега транзитираат кон Европската Унија се главно припадници на така наречената средна класа во нивните земји. Голем дел од нив со солидно образование и кои можат да си дозволат доволно пари за таквото патување. Сиромашните, кои се и најголем број од граѓаните на тие земји, главно се уште немаат тргнато и се изненадени од успехот на оние кои тргнаа и пристигнаа во Западна Европа. Кога тие ќе тргнат, тогаш проблемите ќе нараснат. Европската Унија, за жал, се уште нема изградено заедничка стратегија по ова прашање. Постојат многу морални дилеми и крупни несогласувања. Сепак се чини успехот зависи од тоа колку длабоко и колку доволно и побрзо ќе се интервенира заради решавање во изворот на проблемот, во причините зошто тие бегаат и доаѓаат во Европската Унија. ЕУ е свесна за понатамошните проблеми и можни последици од тој нагол прилив на толку многу луѓе со различни култури, различен степен на образование, религии, обичаи и начини на размислување и делување. Од друга страна е хуманиот аспект, на кој мора да се води сметка. Ова е еден од најголемите предизвици на Европската Унија во поново време, за кој се надевам дека брзо ќе се изгради заедничка стратегија на ниво на Европската Унија. Почитувани присутни, Македонија е држава каде живеат граѓани од различни етнички заедници и религии. Бројните расправи на меѓуетнички план, пресметувањето на бројките и процентите од рамковниот договор, различните негови толкувања, има различни ефекти. Од една страна, рамковниот договор разреши многу работи и трасира пат на разбирање меѓу различните етнички заедници по конфликтот во 2001. Од друга страна, преголемата оптеретеност со тој договор, гледано човечки и емотивно, малку не оддалечи како луѓе, како соседи, соработници, сограѓани, блиски. Не натера наместо како луѓе се повеќе да се гледаме како бројки. Неодамнешните поплави во северозападна Македонија, кои предизвикаа повеќе невини жртви и огромна материјална штета, не вратија, не натераа малку повеќе да се почувствуваме пред се како луѓе од крв и месо, а не како некоја друга страна или друг етникум, повеќе своји, а дури потоа како припадници на некоја етничка заедница или вера. Поплавите ни одземаа повеќе животи и многу пари за санирање на штетите, но барем до некаде не доближија како луѓе и не подсетија на некои заеднички вредности. Се виде на дело дека луѓе на луѓе, соседи на соседи помагаат кога е најтешко. И во такви моменти не е важно кој што е. Така треба секогаш да биде. Јас ја видов одблиску маката на тие луѓе во Шипковица и во Речица. И тоа кога им беше најтешко. Но го видов и поривот на сите останати да им помогнат на оние кои до вчера ги гледаа како опасност или како некои со кои треба да имаат дистанца. Ја видов и благодарноста во очите на оние на кои се помагаше. Драги пријатели, луѓе сме пред се. Да не го заборавиме тоа. Ова не значи дека не треба да го исполнуваме рамковниот договор. Треба. Но да не ја заборавиме човечката димензија. Да не дозволуваме несреќите да не подсетуваат дека Бог така одлучил и не довел на едно место заедно да живееме. И треба заеднички да работиме животот да си го направиме поквалитетен и посреќен. Деновиве се актуализира и темата околу легализација на марихуаната за медицински цели. Мојот став по ова прашање е дека општата легализација на марихуаната не треба да се прифати. Тоа би донело до лоши последици долгорочно. Истовремено, прашањето за увоз и пуштање во употреба со лекарски рецепт на лек кој е базиран на масло од канабис по строго регулирани услови, треба да биде опсежно проучено и јавно дебатирано, но не од политичари или новинари, или пак политички аналитичари, туку од лекари специјалисти во областите, фармацевти, доктори на науки и напредни научници, исклучиво на стручна база.
Потребно е темелно да се проучи зошто во некои држави во Европа и во Соединетите Американски држави, во дел од државите во САД, овие лекови се дозволени, а во некои не се дозволени. И какви се нивните искуства. Дури потоа може да се завземе став по однос на овој вид медикаменти. Почитувани присутни, Македонија направи огромен напредок во овие 24 години на независност и сувереност, но потребна е уште многу работа. Мораме да останеме фокусирани на континуирани реформи и фокусирани на стратешките цели. Како влада, тоа и ќе го правиме, но паралелно ќе останеме во директен контакт со народот. Одењето на терен и соочувањето со проблемите на луѓето и нивно решавање во случаите кога е можно, ќе одржуваат бистра сликата за реалноста кај политичарите и функционерите кога се дизајнираат реформите. Мораме да продолжиме директно да се соочуваме со проблемите на луѓето, да ветуваме и да го реализираме она што ќе го ветиме. Независноста ни даде одврзани раци да бидеме свој на своето. Сами како држава и народ да ги носиме одлуките за нас. Сега, оваа наша држава мораме на најдобар и најефикасен начин да ја модернизираме, да продолжиме да ја зајакнуваме и континуирано да ја реформираме кон подобро. За доброто на народот, бидејќи народот е државата. Нека ни е честит 24-тиот роден ден на независноста. 24-тиот роден ден на независна, суверена и самостојна Република Македонија. Нека е вечен празникот и нека е вечна Македонија. Ви благодарам.